Кога пред повеќе од година и половина во Сдруженијето на новинари на Македонија ни се роди идејата да создадеме, да креираме академија која што ќе може да ги подигне вештините во работењето на новинарите, на медиумските работници, но и на сите други кои што гравитираат во оваа сфера со цел да добиеме на крајот на денот и подобро образувана публика и подобро образувани новинари и тренери. Не мислевме дека за година и половина подоцна веќе ќе го имаме финалниот резултат од таа замисла и од таа идеја. Навистина ми е задоволство денеска да бидам овде и да зборуваме на темата за медиумска писменост во сите застапени форми за кои што гравитираат. Денеска ние имаме мисија која што веќе ја најавивме и Драган и јас на почетокот, а тоа е да ја представиме иницијативата Тренинг Академија за новинари и медиумски работници, која има за цел да придонесе кон создавање на поволна средина во која ќе се негува слободата на изразување и слободата на медиумите, преку поддршка за зајакнување на капацитетите на новинарите, снимателите и останатите медиумски работници и промовирање на новинарството како двигател на слободниот проток на информации за општествен развој. Во оваа насога, преку академијата, која што денеска ја промовираме, ќе се обидеме да создадеме уште повеќе спремни новинари, млади новинари, луѓе кои што допрва ќе влегуваат во светот на новинарството, но да ги подобриме и вештините на сите нас кои што сме веќе долго во новинарството, бидејќи новинарството денес не е еднаш зададена категорија која што не треба да се надоградува, напротив, денеска е многу повеќе од тоа и исклучително е значајно сите колеги, без разлика на искуството кое што го имаат во досегашниот тек од работата, да бидат вклучени во дообразување, би рекол, за да можеме да ги користиме алатките кои што ни се на располагање за етичко, квалитетно и пред се одговорно новинарство. Кога станува збор за обуки или sharing knowledge или споделување на знаење, ЗНМ годишно најмалку 10 обуки прави, што се 2, 3, 4 дена или да речеме летни кампови, семинари, конференции, каде што учествуваат над 300 новинари. И оваа академија, тоа што ќе направи малку поразлично, ќе даде доза на број 1 предвидливост, значи план во наредните месеци или една година со кои теми конкретно ќе се работи, но и ќе даде конкретна структура. Значи академијата од една страна што очекуваме во текот на наредната година таа веќе да биде формирана кон почетокот на 2024 година, да даде можност сите новинари, медиумски работници, но и граѓански активисти да побараат одредена тема, каде што одредена група на луѓе кои што ќе бидат поканети на јавен конкурс, ќе имаат прилика да испорачаат знаење. Ако станува збор за нешто што е многу специфично, ќе има можности да се поканат индивидуи од други земји да земат учество и на тој начин да се следат одредени трендови што се важни за новинарската професија. Интенцијата на оваа академија не е да се направи конкурентна организација или конкурентна иницијатива на веќе постоечки, би рекол, активности кои што се во доменот на едукација на новинарите. Значи, соработка со високо образовни институции, Сдруженијето на новинари има веќе долго време, имаме меморандуми со повеќе универзитети подпишано, и оваа академија сакаме да го пополни оној простор или оној, би рекол, минус, каде што практичната работа не е доволно застапена. As you may know, the European Federation of Journalists is the representative organization of journalists and media workers at the European level. We represent 300,000 journalists through 73 national organizations in 45 countries, European countries, including North Macedonia, of course. And it's important to say that it is
this representative character that sets us apart from NGOs. We used to cooperate with NGOs, media freedom NGOs, media literacy NGOs, but the EFJ is the one and only representative organizations for journalists and media workers. And as an umbrella organization, it is our duty to identify the needs of our members, the needs of journalists in Europe, and the need for training